Во црквата Рожденство на Пресвета Богородица во Скопје утрово се одржа литургија по повод трагичната смрт на рускиот амбасадор во Турција Андреј Карлов. На литургијата, која ја служеше архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, присуствуваше и амбасадорот на Руската Федерација во Македонија Олег Шчербак. Осврнувајќи се на убиството на својот колега во Турција, Шчербак потенцираше дека тероризмот е општо зло, а борбата против ова зло е општа задача. Сметаме дека човечки неморално е, а политички грешно е да се игра со меѓународниот тероризм, да се прават обиди меѓународниот тероризм да биде искористен во политички и геополитички цели. Сега време е да се запре поделбата на терористи на своји и туги, на добри и лоши, треба да ги уништуваме независно од тоа кај се наоѓаат. Русија ќе ја продолжи решителната борба против меѓународниот тероризм до неговото уништување, до неговото целосно уништување. Тој рече дека целта на убиството на највисокиот руски дипломат во Турција била да се нарушат билатералните односи меѓу двете земји. Убиството од терористите на господин Андреј Карлов го сметаме за обид да се подкопа зацврстување на пријателството и соработка меѓу двете земји и за обид да се ослаби решителност на Руската Федерација во нејзината борба против меѓународниот тероризам. Убедени сме дека ќе направиме све да ги најдеме убиците на нашиот амбасадор, независно од тоа кај се наоѓаат. Ќе ги најдеме организаторите на тоа убиство. И обязателно их накажем. И обавезно ќе ги казнеме. Амбасадорот Карлов беше застрелан на 19 декември во Анкара на отворањето на фотографската изложба од страна на 22 годишен турски полицаец. Иако исламистичката коалиција Џаиш ал-Фатах ја презеде одговорноста за грозоморниот чин, руските служби во соработка со турската полиција се уште работат на откривање на вистинските нарачатели на убиството. Главниот обвинител во Турција објави дека истражителите пронашле писмо од извршителот на убиството во кое тој порачува дека не само Русија, туку и САД наскоро ќе го видат крајот. Никогаш нема да бидете безбедни додека ние арапите не се чувствуваме безбедни во своите земји, пишувало во писмото на Мевлют Алтанташ. Обвинителството сепак се сомнева дека писмото е намерно оставено за да го одвлече вниманието од главните причини за атентатот.